Господин Јовановски, вие сте еден од организаторите всушност на една манифестација која што викендов од 12 до 14 октомври треба да се случи во Охрид. Именувана е Теист Охрид. Така што, ајде малку повеќе детали да откриеме околу манифестацијата, што се ќе може да видат и испробаат охриѓани, меѓутоа секако и останатите граѓани од Македонија. Така се разбира. Па јас дури би напоменал повеќе за останатите граѓани од Република Македонија, значи домашните гости. Ние сме си Охрид, го доживуваме во секој период од годината. Целта на настанот е токму тоа да го представиме Охрид во едно поинакво светло. Значи со поддршка на општина Охрид се работи на еден поголем проект каде што би сакале да го представиме Охрид дека не е летот шпицот на сезоната за плажарски туризам, да речам, него сакаме да ги промовираме малце повеќе останатите убавини и останатите годишни времиња. Теист Охрид започнува како една иницијатива, малку со поднаслов му дадовме, меѓутоа не го промовиравме како така, ајде ево вака нека оди сега во јавност. Теист Охрид in autumn, значи како есен, па се надеваме дека за брзо време ќе биде зимското издание, пролетното издание и летното издание. Целта е да го поврзиме спојот помеѓу гастрономијата со активностите кои што можат останати да се работат во Охрид. Конкретно сега ќе започнеме почетно само со велосипедизмот. Меѓутоа пред се одиме со едукативен карактер. Значи како гости ни се појавуваат, не знам дали втори или трет пат во Македонија на манифестација, шеф од висок ранг со Мишелин звезда, тоа е господинот Џорџио Дијана, и тој ни е главен гостин на настанот. Покрај него следат Ѓорџе Костич од Република Србија и имаме уште еден висок шеф од Република Романија, тој е господин Раду Занеско. Покрај овие три интернационални шефа пратат нашите шефови од Македонија, домашните, Дејан Карапеев ни е тука, Даниел Санџаковски и Никола Ангеловски, каде што во петокот Сабајле рано започнува едукативниот дел, тоа е мастер класот во соработка со Факултетот за туризам и гостителство, под раководство на професорката доктор Ангела Василевска, оди мастер класот. Што представува мастер класот? Значи, околу 15 студенти кои што студираат гастрономија, заедно со, мислам дека се околу 20 на број шефови на ресторани, односно готвачи од угостителските објекти и хотелите во Охрид, треба да поминат 2 дена на дружење, првично, каде што клучен момент е кулинирање со наши локални сезонски производи. Односно, се трудиме услугата, односно менито по рестораните и хотелите да добие малце една поинаква светлина, да се промовира сезонското локално произведено овошје, зеленчук, месо, рибата наша, значи нашо ја дава езерото на малку еден поинаков, поатрактивен, поиновативен начин, каде што светот на туризмот тоа и го бара. Останатите спортски активности кои што имате можност да ги доживеете во Охрид, почнувајќи од небото, параглайдерство, планинарење, така спелеологијата, планинскиот велосипедизам, едрење, кајак, ѓурење и сите така останати, може би ќе пропуштам некого, да одат во склоп на понудата, значи доаѓате на активен одмор, каде што буквално ќе се исцрпите физички, меѓутоа после тоа добро ќе се нахраните така со вредни нутриционистички производи од локално производство. Настанот ни започнува во петок попладне јавниот настан, покрај тоа што течи, значи мастер класот, со охриѓанец, тоа е Даниел Новак, кој што минатата недела се појави како шампион во надпреварот за бармени во Република Македонија и ќе се промовира новиот коктел Охридско зајдисонце или Охрид Саншайн, носи наслов и токму терминот е погоден на отворено. Во 17 часот започнува приготвувањето, токму да го фатиме онај момент на зајдисонце. Во меѓувреме, од страна на факултетот, за прв пат излегува надвор мобилната кујна, значи факултетот располага со таква современа мобилна кујна. Нашите македонски кулинари, Санџаковски и Ангеловски, ќе се појават со традиционални македонски специјалитети и тоа е сето отворено за
јавноста, значи Се знае ли каде ќе биде алоцирана мобилната кујна? Да, мобилната кујна, значи целокупниот настан течи на факултетот и предворје на хотел СУ и во самиот хотел СУ. Значи тука ни се велосипедските надпревари тргнуваат од пред хотел СУ, исто и паркот пред хотел СУ го користиме за таа мобилна кујна со прекрасен поглед на Охрид. Значи целта е овај момент есенски сега без големи турбуленции на времето, без силни ветришта и така натаму, имаме една прекрасна мирна површина на езерото, буквално сонцето се осликува како огледало, галичица е во сите разни бои, значи прекрасен момент да доживеете еден поинаков викенд во Охрид и Охридското езеро, кое што ево ради информација на многумина гледачи и општата јавност, дека Охрид веќе е познато дека античкото име е Лихнит, меѓутоа Охридското езеро како се викало пред Охрид да се вика Охрид, малкумина знаат, а постојат записи каде што е запишано како Белото езеро. Значи, ние ги покануваме сега гостите да дојдат да го доживеат Белото езеро на еден поинаков начин, а тука прикасната ја врзуваме со планината со Националниот парк Галичица. Значи, конкретно таа тура на планински велосипедизам носи наслов Спиридон Адвенчер или авантурите на Спиридон. Спиридон е пак и старото име на Галичица. Значи, имаме документација на мапа каде што 1838 година францускиот вице-конзул цртал мапа на двете езера Охридско и Преспанско и на средина не е Галичица, него е Спиридон. Од кога започнува моментот со Галичица, не сме се уште сигурни, меѓутоа е многу интересен моментот дека легендите велат новото име доаѓа од моментот баш ова есенскиот сега, кога површината на езерото е мирна и планината се отсликува во езерото, односно го гали, планината го гали езерските води. Ги гали, така доаѓа Галичица